Српската пејачка Јелена Карлеуша сподели емотивна порака на социјалните мрежи, изразувајќи сочувство по трагедијата во Кочани, каде што 59 лица го загубија животот, а над 100 се повредени во пожарот што избувна во дискотеката Полс. Страшна трагедија ги снајде нашите браќа во Македонија. Нема зборови на утеха за болката на родителите кои ноќеска ги загубија своите деца. Македонија сега мора да биде силна. Најдлабоко и најискрено сочувство до нашите браќа македонци. Моето срце е со вас. Сочувствувам со вашата болка. Србија е со вас, напиша Карлеуша на својот Facebook профил. Објавата на пејачката најде на бројни реакции од нејзините следбеници, а многумина ја пофалија нејзината поддршка и сочувство кон Македонија во овие тешки моменти. Македонскиот пејач Даниел Камајковски се прости од загинатите во трагедијата во Кочани, споделувајќи ја својата тага и неверување во потресна објава. Не памтам волку тежок и црн ден. Душата ме боли за сите загинати во пожарот во Кочани. Не знам како родителите и семејствата се справуваат со ова ужасна загуба и болка. Се молам Бог да им даде сила. Камајковски посебно се прости со Андреј Ѓорѓиевски, еден од членовите на ДНК, кој загина во опит да спаси животи. Андреј, многу ми е тешко да се збогувам со тебе. Душа голема, секогаш спремен да помогне. Се вратил да спаси деца од дискотеката. Ке ни фалиш безмерно. Во објавата тој ги спомна и Сара Пројковска, Ѓорги Ѓорѓиев, Филип Стефановски и Александар Коларов, кои исто така ги загубија животите во трагедијата. Српската пејачка Јована Пајч пред 10 дена настапи во дискотеката во Кочани, каде викендов избувна смртоносниот пожар. Фотографија од нејзиниот настап се достапни на официјалниот Инстаграм профил на дискотеката. Јована сега проговори за трагедијата што се случи во Кочани. Таа рече дека вестта навистина е потресла и дека треба да се спроведе истрага. Местото каде што се случи сето тоа е дискотека. Тоа не е шатор во кој така лесно може да избувне пожар. Тоа што се случи е страшно, вестта навистина ме потресе. Не се сеќавам кога настапив дека има некоја голема пиротехника која може да предизвика пожар, изјавила Јована. Треба да се истражи што точно се случило. Не знаеме дали пожарот е подметнат, треба да се спроведе истрага, додава таа. За потсетување, најмалку 59 лица загинаа во пожарот, а 155 се повредени, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Пожарот се проширил на таванот и покривот на дискотеката, кој брзо изгорел. Публиката на концертот, кој започна на полноќ, беше претежно млада.